Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Фрапантно е тоа што Бујар Османи се посрамоти и како министер кој е обврзан да ги спроведува уставот и законите, покажува елементарно непознавање или свесно ги крши, а со тоа директно предизвикува етничка нетрпеливост. Согласно уставот, единствен официјален јазик за меѓународна употреба е македонскиот јазик. Тоа е утврдено во амандманот 5 став 1. Во овој амандман ставот 1 јасно вели дека службен јазик на целата територија на Македонија и во меѓународните односи е македонскиот јазик. Ставот 2 пак укажува дека службен јазик кој го зборуваат 20% од граѓаните е службен јазик на територија на Република Македонија, но не е официјален јазик за меѓународна употреба. Јасна дистинкција е направена во уставот за тоа кој е официјален јазик за меѓународна употреба. И тоа е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Почитувани, Османи да престане да ја манипулира јавноста, затоа што дури и во Законот за употреба на јазиците, во ниту еден член и во ниту еден став не се споменува дека друг јазик наместо македонскиот е официјален јазик во меѓународните односи. Би сакале да го информираме Бујар Османи и за ставот на Врховниот суд, кој вели дека уставот може и директно да се применува, што воедно и спасува од погрешна примена на ваквите неуставни закони донесени со обично мнозинство. Затоа бараме извинување, одговорност и оставка од Бујар Османи за нарушување на угледот на државата преку непочитување на уставот и законите. Ви благодарам.